Добар ден во вестите на телевизија 24, господине Пандовски. Непосреден повод е, да речеме, денешниот извештај во однос на оние бистри и матни настани кои што го одбележа месецот. Што сметате дека беше тоа што клучно направи разлика во однос на битката со корупцијата во изминатиот месец? Како и секој месец досега, Transparency International Македонија го вади својот барометар во кој што наставните ги дели на бистри и матни, односно бистри оние кои на некој начин веќе се разјаснети и матни оние кои имаат недоразјаснености, односно треба да се доразјаснат. Во последниот барометар кој излезе сега за месец август 2024 година, најактуелни настани беа истите оние настани кои предизвика и голема бура, односно реакции во јавноста, а тоа се казните кои преку пратени спогодби ги добија врховниот судија Наки Георгиев и членот на Советот на јавни обвинители Иџет Мемети. Имено, како број 1 матен настан е ставена спогодбата која е прифатена од страна на судија на Кривичниот суд во Скопје, со која се дава 3-годишна казна за врховниот судија Наки Георгиев за примениот подкуп од 10, прво беше во 10.000 евра, но тука се внесени оние 5.000 евра кои понатаму се успе дека претходно ги примил, значи вкупно за 15.000 евра и во кој беше изречена казна затвор од 3 години и 3-годишна забрана за вршење на професија. Исто така под број 2 беше спогодбата каде што условна осуда доби Иџет Мемети како член на Советот на јавни обвинители, кој што казни пред се она условна осуда која доби Иџет Мемети се оквалификува во јавноста како премногу мали, бидејќи не ги задоволуваат потребите како на сингуларната, но така и на генералната превенција за сторување на кривични дела, бидејќи се работи за висок представник од судството, судија во Врховниот суд и висок представник од Советот на јавни обвинители, кои како пример во борбата на корупција, наместо да се борат против корупцијата, и самите биле вмешани во коруптивни действија. Па од тие причини се сметаше во јавноста дека овие казни се мали и не ги задоволуваат принципите на сингуларна и генерална превенција. Сега ќе прашам само за она што исто така следува во вашиот извештај, тоа се две случувања, би рекол. Значи, едно е неработењето на порталот Отворени финансии, и второ е изоставувањето на следењето на јавните набавки преку една агрегаторска платформа. Се чини дека овие настани многумина ги протолкува како обид или грешка во чекори во текот на функционирањето на владата, бидејќи тоа беа две алатки кои што овозможуваа на граѓаните целосно да се запознаат со оние начини на плаќање од државниот буџет кон приватни или кон домашни компании или странски компании. Мислите ли дека овие настани кои што се забележани во вашиот извештај треба да добијат своја разрешница час поскоро, како што побара и дел од невладините организации? Па секако дека треба, видете, третиот настан кој беше коментиран во барометарот, тоа е неажурирањето на порталот Open Finance или Отворени финансии, каде што буквално се имаш увид во сите трансакции кои ги правеа буџетските корисници. Секако платформата за борба против корупцијата, на која Transparency International е член, реагираше на ова, односно упати критика. И по најновите информации кои ги добивме е дека вчера, мислам дека излезе Министерството за финансии со тоа дека имало одредени технички проблеми или немале доволен IT кадар, па по нивното известување направено е ажурирање на овој портал. Втората работа е што на тај МК сервис има посебен сервис кој функционираше некаде 12 години, беше поврзан со Бирото за јавни набавки, односно нивниот сајт на кој се објавува оние договори и сите склучени јавни набавки.
собственикот на Time МК излезе со тоа дека добил образложение дека всушност таа конекција која Time МК имала и ги превземала информациите кои беа транспарентни и достапни преку ова алатка го оптеретувала системот на Бирото за јавни набавки, па сега секој поотделно треба да се вклучува и мануелно да внесува податоци. Секако дека ова не оди во контекст на транспарентноста и во контекст на борбата против корупцијата и дека функционирањето на овој сегмент на Time МК, да речеме, каде што се објавува информации, беше во насока на подобрување на транспарентноста на склучувањето на оние договори кои што евидентира во Бирото за јавни набавки. Добро, имаше, се разбира, веројатно, предпоставувам и наслови или дела действија кои што можат да се вклучат во онаа категоризација бистри. Што се тие? Кои се тие? Па во категоризацијата бистри, како што и дотега неколку пати кажав, имаме три настана, нели првите два се за лишување од слобода на возач на автобус кој пробал да понуди подкуп на полициски службеници и кривична пријава за злоупотреба службена положба и овластување наведе директорот на ЈКП Гази Баба. Имаме еден, како да кажем, позитивен настан во бистрите, а тоа е почнувањето да функционира платформата за борба против корупција во процесот на урбанистичко планирање, каде што на оваа платформа која ние поздравивме, нели, може секој да пријави корупција од областа на урбанистичкото планирање. Нели, и кај има таму и едукативни видеа од овој сегмент и така натаму. Во исто време, кога сме кај урбанистичкото планирање, помина и законот со кој што се регулира донесувањето на урбанистичките планови, за кои што пак реагира многу од невладините организации дека може да биде предмет на злоупотреби и на корупција. Како вие во транспарентност го протолкувавте носењето на овој закон? Па законот генерално има пропусти и има работи кои треба да се доуредат. Ние како Transparency и како членки на платформата за борба против корупција поддржавме одредени законски измени кои треба да бидат, нели, пуштени, односно да се усвојат со цел да се анулираат недостатоците на овој закон, меѓутоа тоа е се уште во фаза на поддршка и предлог. Па од овој сегмент понатаму би го коментирале процесот како тие ќе бидат прифатени, односно дали ќе бидат прифатени и ќе влезат во овој процес на менување на самиот закон. Добро, еве за крај, поминуваат веќе 2-2,5 месеци, се ближи владата кон оние први 100 дена од своето владење. Ако треба да дадете една генерална оценка во однос на транспарентноста и она што вие го следите како организација, која би била таа? Па, еве, со некои издвоени, нели, случаи, кои што се влезени во последниот барометар, нели, во делот на функционирање на страницата на Open Finances и некои други ситни забелешки, можам да кажам дека нема некое поголемо померување во поглед на транспарентноста на работата на владата и дека иако се уште е рано, нели, тоа да се даде некоја оценка, меѓутоа дека новата влада треба да работи многу на подобрување на процесот на транспарентноста на своето работење, што на некој начин ќе оневозможи кај луѓето да се појават сомнежи или да се загрози, односно да се помисли дека новата влада сака нешто да скрие. Ви благодарам што бевте гостин во вестите на телевизија 24.